сонцето го има, сонцето го има. Ајде да ми каже од вас, кој месец е сега? Стефан? Мај. Сега е месецот мај, така? Како водена активност во денешната наставна содржина, ќе имаме активноста бурана идеја. Значи, од прошетката што ја направивме во училишниот двор, значи, видовме доволно мајски убавини, видовме каква е природата, секој од вас ќе напише по едно, може и повеќе зборчиња, значи, кои што го асоцираат на месецот мај и на убавините во месецот мај. Ливада, цвеќиња и цвет, зеленило, пролет, дрвја, радост, игра, ливада и цвет. Гуваче, разлепани пеперутки, ливада и излет. Од сето ова што го запишавме овде, дали може да дознаеме што ќе ни биде денешната тема на денот? Денешната тема на денот ќе биде месецот мај, мајските убавини. Знаете како сте работила оваа стратегија? Насловот е пролет и треба за секоја буква да напишете по еден стих, но да почнува на таа буква која што веќе ви напишана, каде се на цвет, на цветот, на секоја личе имате по две зборчиња. Речениците ќе ги напишете овде и од лист. Треба да напишете една реченица, еден. Стратегијата, квадрант, во првото поле треба да напишете слика што ви паѓа на памет, значи таа нацртате, ќе изборите. Жолтото знаменце ќе го подигнете, кога ќе ви треба мојата помош, а кога ќе завршите со работата, го подигнете зеленото знаменце, за да знам дека работата сте ја завршили. За време на работата ќе работите тимски, сте во група, ќе се работувате и помагате. И по таква успешна работа, можете да почнете за работа. Зелената боја сте оставиле како боја. Затоа што зелената боја има крајовите на листовите, дрвјата на тревата. Што нацрта Стефан? Цвеќиња, сонце, дрвја и двери. Каш играте и смејате, ја избравте и радоста. Што сонцето не кани да излекуваме нада. Браво! Пролетта царува во мај. Радост се смеја има насекаде. Оро вијат вредните мравки. Лисијата ги облекува дрвијата во зелена облека. Една ластовичка сви гнездо. Топката е меѓу децата во ливарите. Беше задача да составиме реченици од расфрлуваните зборови. Од број 1, птиците ја пеат најубавата песна. Реченица број 2, во месец мај одиме на прошетка во природа. Реченица број 3, сонцето ги мами децата на игра. Реченица број 4, во месецот мај на цвеќињата има шарени пеперуци. Реченица број 5, во месецот мај развигорецот ладово ги ниша зелените дрва. Работевме стратегијата со скелетен приказ. Насловот беше мајските убавини. Реченица месецот мај ја донесе пролет. Под број 3, еден збор, пролет. Под број 4, символ, цвеќе. Под 5, боја, зелен. 6. Една од недобрите работи е прошетката во природата во месец мај. Ние нацртавме цвеќиња, пеперутки, дрвја и зелена трева. Чувства што ни се будат. Возбуда, смеја, радост и среќа. Звуци што ги слушаме. Шушкање на дрвјата, жуборење на реката, смејата на децата,
пеење на птиците, зуењето на пчелите. Добро. Врска со нашиот живот, игра, изглед, просветка, возење велосипед. Јас ви донесов едно дрвце. Дали ова дрво личи на дрво на пролет? Не. Нешто му недостасува. Не. Ајде да се обидеме да го знаеме што му недостасува на ова дрво, за да биде како оние што ги видовме надвор во дворот. Ајде, Ива. Бели цвепчиња. Друго, Стефан. Зелени, свежи ливчи. Ака зелени ливчи. Ели, Птици. значи му треба ти по некоја птица. Друго што му треба? Каде? Пеперутки. Друго, овде Ели беше напишала зуењето на пчелките. Му треба и по некоја пчелка? Да. Му треба. Дали ние можеме да се обидеме ова дрво да го направиме да биде пролетно дрво? Вистинско пролетно дрво. Да му направиме цветчиња, ливчиња, птици, пеперутки, пчелки, се она што е потребно за да ова дрво биде наше пролетно дрво за во нашето училище. Може? Ти се обидеме?